во издание на регионалните вести. Жителите на Тетово и понатамо се соочуваат со последиците од пожарот на дивата депонија кај старата претоварна станица. Чадот и непријатната миризба се чувствуваат 6-ти ден откако избувна пожар на депонијата. Тетовци изминатава ноќ се гушеа во густ чад и голема смрдја од тетовската дива депонија која синоќа беше запалена. Вела дека чувствуваа здравствени последици од депонијата, посебно нивните деца. Печалбарите се зачудени од големата нечистотија во градот, кој веќе ги одвраќа да доаѓаат во нивниот роден крај. Највише за децата е гревота што мириса таква миризба. Тоа е хаос, невиден хаос. Гости овдека од Канада. И многу сакам да дојдам у мојата земја кај што сум се родила и кај што сум живеела. Таму сум отишла на печалба и планирам кога ќе излезем у пензија пак да се вратам овде, ама може ли мало да се обрати пажна на чисточата. Кој ќе се вратам у Канада, имам и деца и тие сакаат да дојда. И ви само не прашуваа, мамо како е, многу е убаво, само многу викам од мириса што ја горат, викам, депонијата. Тие бараат и се надеваат дека депонијата што поскоро ќе биде исчистена. Многу викам да се најде негде подалеко место, па да се тоа уреди, да биде градот, сите да бидат задоволни. И да не повлечува не на 2 години, него секоја година да доаѓаме. Ја мислам после олку зборување по градот и реагирање би требало тие што се во фотелите мало да обратат поголема пажња на тоа. За народот. Не само да гледаат за себе, него би требале да обратат луѓе умираат, бре. Моментално сметот од депонијата се носи само во скопската депонија Дрисла. Жителите од гостиварските села кои го блокираат патот кон депонијата Русино велат дека и натаму нема да пропуштат ниту еден камион од јавното комунално претпријатие Тетово да го транспортира ѓубрето во Русино. Причина за блокадата според нив е тоа што досега општина Тетово не испочитувала ни една точка од писмениот договор, кој беше услов сметот да се транспортира и депонира во Русино. Кон Русино, според проценките на тетовските комуналци, требаше да се носи околу 25 камиони смет во текот на една ноќ. Блокадата кон патот кон оваа депонија ќе значи одолжување на расчистување на тетовската дива депонија, која според надлежните требаше да заврши за 1 месец. Започна августовскиот уписен рок за полуматурантите. Учениците кои не се запишале во средно училиште можат да конкурираат за упис се до почетокот на учебната година. Од денес па се до почетокот на новата учебна 2017-2018 година, сите полуматуранти кои не се запишале во средно училиште можат да конкурираат за упис во прва година. Слободни места има во сите 7 средни училишта во Тетово. 9 оделенците треба да ги почитуваат критериумите, односно поените кои се потребни за упис во одредено училиште. Слободни места има за сите ученици кои што завршија основно образование, со тоа што учениците треба да се обратат во оние училишта за кои што ги исполнуваат условите за упис и според критериумите кои што се предвидени во конкурсот. За овој уписен рок за медицинското училиште се потребни 60 поени, за гимназијата Кирил Печинович исто така 60 поени, за економското училиште Израштат Марси по 50 поени, додека другите средностручни училишта примаат ученици и под 50 поени. И овие ќе бидат оние критериуми кои се потребни за упис во овој уписен рок. Ние во конкурсот предвидуваме слободни места за сите ученици кои што се во Тетовскиот регион, но не можеме да примаме ученици кои што се несоодветни според бројот на поените за уписа во дотичното училиште. Тенденцијата секогаш со години наназад е сите сакаат да се запишат во медицинско училиште или пак во гимназија или во економско училиште, додека пак успеот од основното образование не го имаат за упис во тие училишта. Психолозите советуваат дека при изборот на средно училиште треба да се почитува желбата на учениците, во која насока тие сакаат да го продолжат своето образование. Пред се, сите основни и средни училишта ја помина обуката за кариерно советување на учениците, односно професионалната ориентација, каде што стручните соработници, психолозите, односно таму кај што нема психолози и педагозите, беа вклучени во обуки за кариерни советници, каде што можат да им помогнат на учениците да го изберат своето идно занимање.
Пред се тоа кариерно советување се однесува на истражување во однос на нивните желби, нивните способности, исто така се задаваат психолошки тестови, односно инструменти со кои може да се утврдат интересите и способностите на учениците, но сепак во консултација со нивните родители и самите ученици. Сепак треба да се води сметка родителите да не вршат притисок доколку детето не покажува интерес или нема желба за да учи во тоа училиште, затоа што подоцна тоа се одразува кога ќе се запише, па ако имал одличен успех или просечен ученик, ако бил, наеднаш се случува да има по 10 слаби оценки, кога доаѓаат кај мене како психолог, кажуваат јас не сакав ова да го учам, ме натераа родителите. Значи, доколку детето не покаже интерес и желба за тоа училиште, да не се тера со сила, туку да се запише онаму каде што тоа сака, нормално во консултација со родителот, само да не биде под притисок, ниту пак да биде под влијание на врсниците. Значи, и тука не доаѓа до израз желбата на детето, туку каде одат другарите, таму и тоа, па може и тука да настане некој проблем подоцна во школувањето, што не значи дека мора да се јави проблем, може би ќе се вклопи, па ќе го засака училиштето, но тоа е реткост. Инаку во јунскиот уписен рок, речиси половина од полуматурантите од општина Тетово успеале да се запишат во прва година во средните училишта за новата учебна година. Значи во јунското пријавување од вкупно 2098 ученика кои што завршија основно образование, вкупно се пријавија 1481 ученик, што подразбира 70,59% од вкупниот број на ученици. Примени се вкупно 866 ученика или пак 41,27% од бројот на завршени полуматуранти. Тоа го кажа уште еднаш строгиот критериум за упис во овие училишта. За македонска настава во гимназијата Кирил Печинович досега се примени 66 ученика, во економското училиште се примени 69 ученика, во Мошепијада 38 ученика, во медицинското училиште 32 ученика и ова е бројката на учениците македонци кои што се примени досега. Значи секупно се примени 208 ученика во јунскиот испитен рок, додека пат бројот на ученици кои што има завршено основно образование е 303 и се надевам дека и овие преостанати 95 ученика кои што не се примени во јунскиот испитен рок, сега во августовскиот испитен рок ќе бидат примени. И во албанска настава досега имаме севкупно примени 655 ученика во јунскиот испитен рок, додека пак учениците кои што завршуваат на албански наставен јазик во Тетовскиот регион е 1784 ученика. И се надевам дека и овој друг преостанат процент кој што е незапишан, што е можна побор кои се ориентираат во училиштето за кои што ги исполнуваат условите и до почетокот на учебната година ќе се реализира нивниот упис во училиште. Според конкурсот на Министерството за образование и наука на Република Македонија, во новата учебна година 7 средни училишта во Тетово можат да примат 3434 ученика, 510 во гимназијата Кирил Печиновиќ, 408 во втората гимназија 7 март, 680 во медицинското училиште Никола Штејн, 442 во економското училиште, 986 во земјоделското училиште, 340 во текстилното и 68 ученика во музичкото училиште. Бројот на средношколци во Гостивар секоја година бележи опаѓање. Училишните управи се соочуваат со проблеми при формирање на паралелките заради недостиг на деца. Во гостиварските средни училишта денес се спроведуваше августовскиот уписен рок за ученици во прва година. Бројот на средношколци секоја година опаѓа и училишните управи се соочуваат со проблеми за формирање на паралелки, поради тоа што нема доволно деца.
Во гимназијата во првиот рок се запишале 137 ученици за настава на сите 3 наставни јазици. Денес до пладне беа пријавени 50 на полуматуранти. Во третиот уписен рок, значи денеска, досега се пријавени околу 50 ученици. Во текот на денот очекуваме да се зголеми бројот на учениците, така да се гледа дека има пат на бројката на учениците. Па сега се надевам дека ќе се формираат ради вработените. Оти се знае дека со намалување на еден клас паѓа еден и пол професор. Медицинското училиште има друга мака. Тука постои интерес кај учениците, но бодовниот минимум е висок, па без најмалку 70 бодови не можат да се запишат. Школото било известено од Министерството за образование да не го намалува критериумот, но директорот вели дека ќе испратат барање за дозвола за таков чекор, за да може да примат повеќе деца. Имајќи предвид дека тоа што реков критериумот е висок, согласно законот и испод 25 треба да бараме согласност од основачот, од општината, за да ни одобри да функционираат паралелките со помал број 25 ученици. Ние најверојатно уште ќе пратиме уште едно барање да барем тие ученици што се со над 60 поени дадат согласност да им се овозможи да се запишат. Што ќе се случува ќе видиме. Намален број на полуматуранти има и во економското и во техничкото училиште. Инаку, според конкурсот за упис за 4 јавни средни училишта во Гостивар беа предвидени 1900 места, а основно училиште минатата учебна година завршија 710 ученици. Два големи пожари во Полошкиот регион. Целосно изгоре Плевна, а опожарени се и 2 возила во Тетовско Вејце. Во горнореканското село Бибај опожарена е нискостеблеста шума. Во Тетовско Вејце во пожарот целосно изгоре Плевна, од пламените јазици оштетени се 2 патнички возила кои биле паркирани покрај Плевната. Пожарот избувна ноќес околу 2 часот по полноќ. За кусо време целосно изгорел објектот на 2 ката со 450 бали сено, 9 тони пченица, 8 тони луцерка и градежен материјал кој се наоѓал во внатрешноста на објектот. Со интервенција на тетовските пожарникари и мештаните пожарот е локализиран. Извршени увити се утврдува причината за избувнувањето на пожарот и другите поединости. Пожар избувнал и вчера наутро во горнореканското село Бибај во местноста Викана Вран. Опожарена е нискостеблеста шума на површина од околу 4000 метри квадратни и 35 стебла бука и ела. Со ангажирање на вработените од Националниот парк Маврово пожарот е целосно локализиран. По извршениот увид се утврдува причината за пожарот и материјалната штета. Голем дел од пожарите кои избувнаа во Полошкиот регион летово се најчесто резултат на човечко невнимание, велат од секторот за внатрешни работи Тетово. Отаму патуваат апел до граѓаните од Тетовско-Гостиварското подрачје да не палат огнови на нивите во близина на шумите, дотолку повеќе што за наредниот период се најавуваат високи температури од над 30 степени Целзиусови. Се советуваат граѓаните да бидат максимално внимателни да не фрлат од пушоци када ќе стигнат и неизгаснете до горчиња, но и да не оставаат долго на сонце лесно запаливи материи. На собствениците на плевни и други помошни објекти во кои веќе се складира добиточна храна, сено, слама и друго, им се советува задолжително да ја проверат исправноста на електричната инсталација и да избегнуваат користење на печки во внатрешноста на истите. СВР Тетово кажува дека предизвикувањето на пожар од невнимание или намерно представува кривично дело за кое е предвидено и затворска казна, зависно од материјалните и другите последици. Над 3000 сообраќајни прекршоци биле регистрирани во Гостивар и Гостиварско во првите 6 месеци од годината. Дури 607 се однесуваат на возење без возачка дозвола. Статистиката на полицијата за половина година покажува сообраќајна некултура и несовесност на возачите и пешаците во Гостивар и Гостиварско. Дневно во просек по улиците и патиштата биле регистрирани по 17 прекршоци. Вкупно во изминатите 6 месеци од оваа година на поширокото гостиварско подрачје биле откриени над 3000 најразлични сообраќајни прекршоци. Најголемиот број од нив се заокружени со законски предвидените поднесоци по Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, но и со други превентивно-едукативни мерки, соопштуваат од секторот за внатрешни работи. Во овој период 136 прекршители биле повикани на така наречена сообраќајна поука пред се возачи и пешаци,
а 150 биле непосредно предупредени. Над 650 лица се одлучиле за впишување негативни бодови во нивните возачки книшки. Во првото 6 месечи од годинава биле изготвени над 3100 покани за наплата на глоба и над 2100 платни налози. Од сообраќај биле исклучени околу 470 возила, од кои скоро 440 со истечена регистрација и 30 технички неисправни. Исклучени исто така биле и 789 возачи, од кои 607 поради немање возачка дозвола, како и управување возила од возачи почетници. Повреден возач во сообраќај на незгода на регионалниот пат Сиричино-Желино. Според првичните информации, возел според неприлагодена брзина и под дејство на алкохол. 38 годишен возач е повреден во сообраќај на незгода вчера околу 17 часот и 45 минути на регионалниот пат Сиричино-Желино. Имено до незгодата дошло откако возилото Мерцедес со германски регистерски таблици излетало од коловозот. Возачот задобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштене на домашно лекување, информира Савара Тетово. Причина за излетувањето според утврденото во увидот е неприлагодена брзина и алкохол, додека материјалната штета се проценува на 200.000 денари. Советот на јавни обвинители ја одложи седницата за назначување ВД на местото на Зврлевски за 29 август поради немање кворум. Како што најави председателот на Советот Петар Аневски, по разрешувањето на Зврлевски, вршител на должност ќе биде назначен од неговите заменици, а ќе извршува должноста до изборот на нов државен јавен обвинител. До назначувањето на ВД јавен обвинител, Зврлевски ќе го менува Лилјана Спасевска. Има кандидати, веројатно 7-8 има сега, меѓутоа на поголем дел од нив му мирува функцијата, бидејќи знаете Јован Илиевски е во овој меѓународниот суд, потоа Гордана Гешковска е во основното јавно обвинителство, во Советот на јавни обвинители Љубомир Јовевски обвинител од тука, така да обвинителот Марко е, знаете, веќе разрешен. Од тие постојните обвинители ќе определиме јавен обвинител кој ќе врши таа функција. На денешната пресконференција во владата на Република Македонија, премиерот Зоран Заев соопшти дека се враќа ефтината струја. Мерка чини 8 милиони евра. Тие пари ги враќаме назад кон граѓаните, кон сите граѓани. Знаејќи дека ефтината тарифа ја користат најповеќе сиромашните граѓани. Тоа значи дека најповеќе ќе заштедат посиромошните граѓани на нашата земја. Еве не денеска објавуваме дека тоа го реализираме. По 2 часа денска ефтина тарифа на струја секој работен ден и сабота вклучително од 14 до 16 часот, потоа секој работен ден ефтина струја од 22 часот до 7 часот наутро и во неделите 24 часа ефтина тарифа на струјата. И тоа точно според предвидениот тајминг. Рековме дека враќањето на ефтината тарифа на струјата ќе го обезбедуваме во текот на летото и дека таа мерка ќе започне да се применува во текот на октомври оваа година. Централниот регистар спроведува интерна истрага откако владата завчера препорача да ја преиспита правната основа на одлуката да бидат уплатени 22 милиони денари на градежната компанија Бетон за изградба на новиот објект палатата Лазар Поп-Трајков спроти хотелот Бристол. Ако истрагата покаже незаконско работење во Централниот регистар, не ја исклучуваат можноста за кривична одговорност која ќе се бара од претходното раководство. Според Централниот регистар, наместо во буџетот, вишокот средства од годинишната нето добивка за 2016 година вредна 22 милиони 103.701 денар од вкупните 22 милиони 327.559 денари биле уплатени на сметката на Друштвото за градежништво Бетон, акционерско друштво Скопје, како исплата на времени ситуации за изградбата на новиот објект.
Холандската полиција во последен момент го откажа синоќешниот концерт на американската рок група Аллах Лас во Ротердам поради поврзаност со терористичка закана. Градоначалникот на Ротердам Ахмет Абуталеп изјави дека во близина на салата каде што требаше да се одржи концертот било запрено комбе со шпански регистарски таблички во кои имало повеќе плински боци. Тој додаде дека возачот на комбето бил приведен на сослушување, но одби да даде дополнителни детали за природата на предупредувањето добиено од Шпанија. Познатиот руски театарски и филмски режисер Кирил Серебреников е уапсен под сомнение за сторена измама. Според обвинението, тој присвоил 68 милиони рубли или околу 1,1 милион долари од државните фондови на Русија што биле доделени за еден театарски проект. Сребреников е познат како редовен и остар критичар на цензурата во уметноста во Русија. Неговиот балет за животот и работата на познатиот руски балетан Рудолф Нуреев, кој во времето на Советскиот сојуз пребега на запад, беше повлечен уште пред да биде премиерно изведен, поради се уште до крај неразјаснати околности. 8 лица, меѓу кои државјани на Германија, Австрија и Швајцарија, се водат за исчезнати во свлечиштето кое се случи на југоистокот на Швајцарија. Поради лискањето на земјиштето се евакуирани неколку помали села. Во соопштението на каталонската полиција Граубинден се наведува дека лицата од вчера се водат за исчезнати. Свлечиштето го погодило селото Бондо во близина на границата со Италија. Евакуирани се околу 100 лица. Потрагата по исчезнатите се интервенирала во текот на ноќта, а во неа се вклучени и швајцарски воени хеликоптери. Свлечиштето уништило 12 објекти на фармите. 3 лица загинаа, 2 се во критична состојба откако тајфунот Хато го погоди Макао. Како последица на невремето неколку улици останаа под вода, а турнати се и голем број на дрва. Регистрирани се сериозни штети во доводите за електрична енергија и водоснабдувањето. Синоптичарите објавија највисок, односно 10 степен на предупредување на опасност од бури. Хато е најсилниот тајфун од 1999 година кој поминал низ територијата на Макао. Во налетот на тајфунот Хато, најсилната бура која го погоди јужниот кинески регион во близината на Хонг Конг, според последните податоци загинаа 16 лица. Бурата претходно го погоди Хонг Конг, каде беа повредени 34 лица. Денес имавме сончево време со слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 6 до 14, а дневната од 23 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот имаше вредност 7. Сончево ќе биде и во текот на утрешниот ден, кога ќе имаме и посвежо утро. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11, а дневната температура од 24 до 36 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност 7. Овде завршуваат денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.